Вчера имаше информација дека истрагата се шири. Кои се последните информации во врска со проширувањето на истрагата? Да, од вчера истрагата е проширена и врз 7 полициски службеници вработени во СВР Штип и полициската станица од општа надлежност овде во Кочани. Предметот го отвори јавното обвинителство за гонење организиран криминал и корупција, каде работи специјализираното одделение за гонење кривични дела сторени од страна на полициски службеници. Според истражната постапка, за нив постои основано сомнение дека сториле кривично дело, тешки дела против општата сигурност. Тие се теретат дека како службени лица вработени во СВР Штип и полициската станица Кочани, како соизвршители, изготвувајќи, потпишувајќи и одобрувајќи позитивна согласност, му овозможиле на правното лице собственик на дискотеката да се стекне со лиценца за вршење угостителска дејност кабаре, иако објектот не ги исполнувал законските услови за работа. За сите овие лица во текот на вчерашниот ден Скопскиот кривичен суд им одреди 30-дневен притвор во истражниот затвор Скопје во Шутка. Лицата кои беа доведени на распит пред судија на истражна постапка и во текот на спроводот до истражниот затвор не сакаат да коментираат за она што сториле, за тоа што ги гони обвинителството за гонење организиран криминал и корупција. Имаме дел од атмосферата да ја погледнеме. Не се чувствуваме. Знаете ли што потпишувате и како ли документи? Знаете ли дека е фалсификувана оваа дозвола за дискотеката? Дали се чувствувате виновен? Дали сте поранешен работа на МВР? Сега ще чувствувате вина? Не, само. Според истрагата на обвинителството и полицијата, овие 7 полициски службеници се обвинети дека предизвикале значителна опасност за животот и телото на луѓето, со што на 16.3, односно во неделата рано наутро, настанала пожар во кој починале 59, а близу 200 лица се здобиле со тешки телесни повреди. Имаме изјава, предлагам да ја погледнеме. Првиот како главен инспектор за сообраќајни работи во одделението за полиција при СВР Штип и вториот како самостоен инспектор за планирање, резервен состав, превенција и справување со кризни состојби, констатирале дека кабарето ги исполнува законските услови во делот на заштита на јавен ред и мир и во делот на сообраќај. Третиот како началник на одделение за полиција во СВР Штип и четвртиот како началник на СВР Штип одобриле и подпишале известување до Министерството за економија во кое е констатирано дека кабарето ги исполнува законските услови и со тоа што не извршиле целосна поврака пред да ја издадат и одобрат позитивната согласност за издавање на лиценца за кабаре, сториле незаконитост. Вкупно со се оние лица кои што денес ќе бидат изведени пред судија на претходна постапка, тоа се 19 со лицето од економија и 7 началници и останати полициски службеници од МВР, тоа ќе бидат значи вкупно 26. Но ова не е затварање на списокот на осомничени. Зошто? Заради тоа што огромна документација се разгледува. Инаку, паралелно со процесот кој што го води обвинителството за гонење организиран криминал и корупција, се води процес и овде во Кочани, односно јавното обвинителство Кочани. За прибирање докази за целиот случај, веќе 19 се наоѓаат во краткотраен притвор во трајање од 48 часа. Според првичните проценки, според досега прибраните докази, се укажува дека најголем дел од лицата ќе одговараат за тешки дела против
безбедноста, но како што велат надлежните се упатува и на сторени кривични дела како подкуп, фалсификување, злоупотреба на положбата и неовластена употреба на пиротехнички средства. За овој случај кој што се води овде во јавното обвинителство во Кочани, осомничени се поранешниот министер за економија Крешник Бектеши, екс-директорите на Дирекцијата за заштита и спасување и пазарниот инспекторат, државната секретарка од Министерството за економија, како и сопственикот обезбедување и вработени во дискотеката. Александар? Зоран, гледам дека на плоштадот веќе се поставени овие сликите од жртвите. За денеска е закажан и погребот, има посебни протоколи. Кои се деталите? Да, денеска овде во Кочани е неработен ден, како што можат да забележат и гледачите. Уште од рано утринава овде на градскиот плоштад во Кочани се уште доаѓаат луѓе да запалат свеќа, положат свежо цвеќе и да се потпишат во отворената книга на жалост, а за точно напладне е предвидена погребот на повеќе од 30 лица кои во неделата рано наутро го загубија животот во пожарот кој што се случи во дискотеката Пулс. Освен овде во Кочани, денеска погреби ќе се одржат и во Штип, Проби Штип и во Скопје. Членовите на бендот ДНК кои починаа во пожарот ќе бидат погребани денеска во Скопје и Струмица. Пејачот на бендот Андреј ќе биде погребан на гробиштата Бутел во Скопје, а членката на бендот и професорка на факултетот за музичка уметност Сара Пројковска на гробиштата во Лисиче. Погребот на младиот музичар од Струмица, тапанар на бендот Ѓорѓи Ѓорѓиев, ќе биде на градските гробишта во Струмица. Во текот на вчерашниот ден пак беше објавена информацијата дека денеска под посебни протоколи ќе се одвива погребната церемонија. Локалните власти ја објавија и маршрутата, односно рутата по која ќе се движат возилата со посмртните останки на загинатите од трагичниот пожар кој што се случи во неделата рано наутро. Имам изјава од портпаролот на владата, предлагам да ја погледнеме. Државните институции се препорачува на локалната самоуправа и работодавачите од приватниот сектор да ги ослободат од работа и работни обврски сите вработени на подрачјето на Кочани. А здравствените установи, образовните установи и установите за згрижување и воспитување на децата, овде се мисли на градинките, да организираат вршење на услуги согласно потребите. Се задолжува Министерството за внатрешни работи да ги превземе потребните безбедности и сообраќајни мерки. Се задолжува Министерството за здравство во соработка со Центарот за управување со кризи и Црвениот крст да обезбеди амбулантни возила. Територијалната противпожарна единица Кочани да ги превземе пак мерките и активностите согласно своите надлежности. Инаку од Министерството за внатрешни работи подсетуваат дека во текот на денешниот ден забраната е употребата на дронови во општините, каде што ќе се одвиваат погребните церемонии за загинатите од трагичниот пожар во неделата рано наутро и како што велат, секоја употреба на дронови е казнива и ќе биде санкционирана. Зоран, ти благодарам за сите информации. Остануваш во Кочани, ке ти имам и во пладневните вести. Беше тоа Зоран Јаневски кој што информираше за текот на истрага.